вечер од Вашингтон, ова е ТВ журналот на Гласот на Америка на македонски јазик News Flash. Јас сум Лилица Китановска. Бројот на загинатите во земјотресот од средата во Индонезија порасна на 770, но властите стравуваат дека уште илјадници се наоѓаат затрупани во урнатините. А председателот Барак Обама лобираше во Копенхаген за Чикаго да биде домаќин на Олимпијадата во 2016-та. Само некои од насловите за денеска. Странски спасувачки екипи брзаат да стигнат во подрачјата на островот Суматра во Индонезија, што беа најтешко погодени од силниот земјотрес, додека расте бројот на загинати. Индонезиски представници велат дека трагичниот биланс од потресот во средата со јачина од 7,6 степени е барем 770, но најверојатно ќе биде мощна голем бидејќи се претпоставува дека илјадници се уште се затрупани во урнатините. Во Суматра забрзано пристигнува помош. Спасувачките операции во и околу главниот град на западна Суматра, што брои 900.000 жители, се забавени поради прекини на електричната енергија и недостаток на тешка машинерија за пробивање низ урнатините. Координаторот на операциите на Црвениот крст за Индонезија, Кристин Саут, вели дека ситуацијата е мощна тешка, особено во руралните области надвор од Паданг, каде покрај сериозната штета по инфраструктурата, некои села можеби целосно се уништени. Заврши дебатата и во последната Сенатска комисија задолжена за нацрт легислативата за реформирање на националното здравство. Комисијата за финансии се распушти рано утринава по цела недела расправа и гласање по стотици амандмани. Конечниот биланс е, комисијата ги одобри амандманите што ќе намалат заштитата на скапите планови за здравствена заштита и оние за изземање на повеќе американци со ниски примања од обврската да купат здравствено осигурување. Гласањето во комисијата по ваквиот документ ќе биде следната недела. Американскиот председател Барак Обама му порача на Меѓународниот олимписки комитет во Копенхаген дека Чикаго, градот што тој го смета за свој дом, е подготвен и со нетрпение очекува да биде домаќин на летните олимписки игри во 2016-та. Обама говореше за својата љубов кон Чикаго, каде се доселил пред 25 години за да работи како активист во локална заедница. Истакна дека Чикаго ја негува својата богата етничка разноликост и го нарече место каде нашето единство се покажува на колоритен начин. Обама е првиот американски председател кој лобирал пред МОК за добивање на организацијата на Олимписки игри. Поделено. Меѓународен тим на научници вели дека 4,4 милиони години стар скелет на женско суштество, што живеело на територија на денешна Етиопија, обезбедува нови докази за потеклото на човечката раса. Суштеството, познато како Арди, кратенка од латинското име, кога била на земјата, тежела околу 50 килограми, висока била 1,2 метри и живеела во шумски предели. Имала способност да се качува по дрвја со долгите раце и куси нозе, но исто така можела да се движи исправено на две нозе. Арди е повеќе од милион години постара од светски познатата Луси, фосили на женка која порано беше најстариот предок на човекот во светот. А истражувачите ги објавија резултатите на 15 годишната студија во четвртокот на пресконференција во САД и во Етиопија. Скелетот на Арди беше откриен во Етиопија во 1994-та. Бројните семејства се популарен фокус на емисиите на реалната телевизија. Џон и Кейт плюс 8 е една од најгледаните. Семејствата стануваат славни, но дали може да го издржат притисокот? Стресот и препирките се пред очите на јавноста. Џон и Кейт дојдоа до развод. Тие имаат 9-годишни близнаци и шесторка родена пред 5 години. Нивниот живот се одвива пред камерите. Се поставува прашањето дали постојаната експонираност ја намалува стабилноста на семејството. Дори Лин, семеен терапевт од Вашингтон, вели: They are stars. Every place they go, they get attention. They're in front of Тие се звезди. Каде и да одат, привлекуваат внимание. Пред камери се. Работат. И децата работат. Ако така гледате, незаконски е. Тие се експлоатирани за потребите на родителите. Мора ли така да биде? Не. No. I gotta wait, let's say the blessing. Cheers. Lord, thank you for this day. Thank you for friends who get to come over and Хана Кили е терапевт и водител на нова серија на реалната телевизија Хана, помогни ми. Таа им помага на преоптоварени мајки. Нејзиното шоу, вели таа, е различно од другите, зашто едуцира, а не создава сензација. My goal is not
Целта не ми е ниту слава, ниту богатство. Сакам да ги мотивирам мајките, да ја кренам кариерата на мајчинството на ниво што заслужува да го има. Кили, сопруга и мајка на 7, вели дека го прави тоа што го зборува. Децата помагаат. Мајката ги школува дома. И сепак останува време за игра и има енергија за книгите што ги пишува и емисиите што ги прави. Но Дори Лин вели дека не е лесно. Either the older children become Или постарите деца стануваат квази родители на помладите деца, или семејството создава систем за поддршка, како црквата, например. Две лица не може сами да се грижат за цело племе. А на прашањето дали и покрај камерите може да се задржат семејните вредности, доктор Лин вели: може, ако телевизијата се третира како работа. Во понеделник во News Flash, градина на брод. Го гледавте News Flash од Гласот на Америка на македонски јазик од Вашингтон и јас сум Лилица Китановска. Убав викенд!